Здраво сите, доброволте во новата епизода од Мистериозните папки. Денес ќе го истражиме случајот на фантомскиот човек кој го граби авионот, скокна од него и повеќе никогаш не беше виден. На 24 декември 1971 година, човек под името Ден Купер купил билет во еден правец од Northwest Orient Airlines за летот 305, кој летел од Портланд, Орегон до Сиетл, Вашингтон. Купер беше опишан како на околу 40 годишна возраст, облечен во деловен костум, капут, бела кошула, кафени чевли и црна вратоврска. Носеше актовка и хартиена кеса. Пред да полета авионот, Купер нарачал бурбон и сода. Во околу 15 часот Купер и дал белешка на стюардесата. Меѓутоа, кога таа го ставил во џеб без да го види, Купер си заканил. Цитирам: "Господице, подобро погледнете таа белешка, имам бомба." Ја замолил да седне до него. Кога таа го сторила тоа, ја отворил својата актовка за да покаже нешто што изгледало како многу жици и динамит. Купер потоа ја замолил да запише све што зборува и да му го однесе на пилотот. Белешката гласеше, цитирам: "Сакам $200,000 до 15 часот во готово. Ставете ги во ранец. Сакам 2 задни падобрани и 2 предни падобрани. Кога ќе слетаме, сакам да ме чека камион подготвен за пат. Без заебанци или ќе активирам бомбата." Купер исто така побарал и парите да бидат донесени само во банкноти од $20. Вилијам Скот, пилотот на авионот, им рекол на официјалните лица дека тој само ја избрал рудата, а не Купер. Како што напредуваше летот, Купер ставил пар темни очила за сонце кои потоцно ќе бидат прикажани на неговата композитна скица. Некаде помеѓу Сиетл и Рено, Невада, Купер скокнул од задната врата на авионот со 2 од бараните падобрани и парите. Тој повеќе никогаш не беше виден. Откако скокнал, авионот безбедно слетал. Персоналот бил сослушан, а авионот бил пребаран за докази. FBI открили дека откако Купер ја оставил својата црна вратоврска со штипка во авионот, тие можеле да извадат ДНК примерок од неа, а потоа го започнале случајот познат како Норџек, што е скратевица за северозападното киднапирање. Повеќе од 800 осомничени беа земени во предвид во првите 5 години, но на крајот списокот беше намален на 24. Стюардесите Тина Меклоу и Флоренс Шефнер, кои поминаа подолго време со Купер, беа интервјурани од FBI. И двете се сетили дека Купер бил висок околу 180-185 см и тежел околу 80 кг. Другите членови на персоналот забележале дека неговиот глас бил тивок, зборувал без посебен нагласок или акцент и имал интелигентен речник. FBI ги објави сериските броеви на банкнотите од $20 со обид да ги најде парите, но не успеа. Се до 1980 година, кога едно младо момче пронашло скапана хартиена кеса исполнета со банкноти од $20 со вкупна вредност од $5,800. Пакетот бил пронајден на местото наречено Тина Бар во Вашингтон, каде тој бил низлез со својот татко. Сериските броеви нови банкноти се совпаднаа со оние што ги ограби Купер. По ова откритие генерално се мислеше дека кога Купер скокнал, парите паднале во реката Вашугал, преку која подоцна биле однесени до местото Тина Бар. Во 1972 година стотици писма беа испратени до New York Times, Washington Post, Los Angeles Times и Seattle Times, во кои се признаеше злосторството, напишани од наводно неодамна прочинатиот Диби Купер, или се тврдело дека тоа бил неговиот брат. Сепак се смета дека повеќето нив биле лажни. Во ноември истата година, Доналд Марфи и Вилијам Луис беа приведени во федерален притвор под обвинение за изнуда и имитирање на Купер, бидејќи сакале лажно да се представат како Купер и да ја продадат приказната на таблоидите. Нешто што мора да се земе в предвид е дека иницијалите DB всушност не се релевантни за случајот, киднаперот бил нарекуван Ден Купер, се додека наводно некои медиуми не направиле грешка и го напишале името како DB наместо Ден. Иако Купер првично беше обвинен за воздушна пиратерија, подоцна тоа беше променето за да се избегне 5-годишниот статут на застареност, што би значило дека 5 години по кражбата тој не би можел да биде обвинет. Големата порота потоа го обвини Купер за кршење на законот на Хопс, федерален статут дизајниран да спречи изнуда кој немаше можност за застарување. Тоа значеше дека без разлика кога е проведен Купер, дури ако истрагата не била затворена, тој сепак ќе можеше да биде обвинет. Првата теорија е дека Ричард Флојд Мекој бил Диби Купер. Оваа теорија беше популаризирана од Расел Калам, поранешен агент на FBI, и Берни Роудс, поранешен службеник за условна казна. 5 месеци по Норџек, во април 1972 година. Мекој беше уапсен за киднапирање на авион на сличен начин како оној на Купер. Двацата мажи беа мирни за време на грабежот и дадоа белешка на стюардесата за наводна бомба и двацата користеа фразата без ебанци, побараа 4 падобрани и се фрлија со падобраното задниот дел на Боинг 727. Двата грабежи се случија додека универзитетот Бригам Јанг беше на распуст, каде што Мекој беше студент. Според Калам и Роудс, членовите на семејството Мекој идентификуваа
идентификувале предмет оставен во авионот од Купер, иако објектот никогаш не бил јавно идентификуван. Иако некој верува дека е привезок на универзитетот Бригам Јанг, тврдењето никогаш не е потврдено. Сепак, FBI на крајот го отврди Мекој бидејќи не одговараше на описот што го дадоа стюардесите. Дополнително според архивите на FBI, Мекој бил дома со своето семејство ден по грабежот за вечерта на Денот на благодарноста. Втората теорија сугерира дека Дуейн Вебер бил Д.В. Купер. Оваа теорија ја објави неговата сопруга Џо Вебер. Џо Вебер тврдеше дека на смртната постава на Дуейн тој ја приближил до себе и шепнал: "Имаме една тајна, јас сум Ден Купер." Откако го дознал ова, трагува по некои индиции од животот на Вебер. Џо исто така тврдеше дека Вебер имал кошмар и зборувал во спиење за тоа дека, цитирам, ќе остави отпечатоци од прсти во авион. Тој исто така наводно неколку пати бил во Тина бар каде на крајот биле пронајдени парите. Ралф Химелсбах, пронајден главен агент на FBI, изјави дека Вебер навистина одговара на физичкиот опис. Тој одговара на криминалната позадина која од секоја чувствува дека е поврзана со случајот. Третата теорија е дека Д.В. Купер не го преживеал падот од авионот. Во оваа теорија се верува на широко, вклучително и Лери Кар, специјален агент на FBI. Лери Кар, преземајќи го случајот во 2007 година, го кажа следново за скокачките вештини на Купер. Цитирам: "Првично мислиме дека Купер е искусен скокач, можеби дури параглайдерист, но по некои години заклучиме дека тоа едноставно не може да биде вистина." Ова беше подкрепено со откритието дека само еден од подобраните на Купер бил функционален. Другиот бил помошен подобранец кој не може да се отвори, а функционалниот бил воен подобранец со кој не можело да се управува ако лицето не било обучено. И временските услови беа непожелни за скокање. Кар рече дека, цитирам: "Ниту еден искусен параглайдерист не би скокнал во темната ноќ, кога врнело дожд и дувало ветер со брзина од 200 милји на час, облечен во одело и кондури." Купер исто така скокнал на шумска област, без видливост кон земјата подолу, бидејќи имал облачно покривање на 150 метри. Сепак телото и подобрано на Купер никогаш не биле пронајдени. Четвртата теорија е дека Д.В. Купер бил вработен во Боинг. Оваа теорија исто така широко верувана, особено од интернет организацијата Граѓански истражувачи. Граѓански истражувачи открија цериум, стронциум сулфид и чисти честички на титаниум на вратоврската на Купер преку употреба на електронски микроскоп. Том Кеј, водечкиот истражувач, истакна дека, цитирам: "Тоа беа хемиски елементи што некој ги нарекува најретките елементи на земјата. Тие се користат во многу тесни полиња за многу специфични работи. Иако овие елементи беа ретки во текот на 70-тите, тие беа користени во Боинг за создавање на напреден транспортен авион. Ако Купер работел во Боинг во тоа време, тоа би ги објаснило химиските елементи пронајдени на неговата вратоврска, а Кеј додаде дека, цитирам: "Вратоврската била носена на него во овие производствени средини." Така што тој не беше еден од луѓето што ги водеа овие машини за производство. Тој беше или инженер или менаџер на еден од погоните. Кеј верува дека клучот за идентификување на Купер е во сеќавањето на некоја личност од северно-западниот дел на Пацификот, која во тоа време била вработена во воздушната индустрија.